Расте незадоволството кај земјоделските производители од севкупната ситуација во земјоделскиот сектор. Најголем дел од градинарските култури се откупуваат по ниски цени, со што земјоделците не може да ги покријат производствените трошоци. Но ретко кој од нив јавно сака да зборува за проблемите со кои се соочуваат. Само неколкумина застана пред камера, искажувајќи го својот револт. Вела дека само со заеднички сили може да ја променат актуелната состојба во аграрот. Јас би сакал да апелирам до струмичките земјоделци. Значи, поготово да апелирам до нив, значи да се собереме сите заедно, да не се делеме, да кажеме еднач на ова влада стоп. Стоп за да се види каде е земјоделието. Да се види каде е земјоделието, зошто работиме ние. Значи, ние немаме од никој не сме заштитени, од никоја страна не сме заштитени. Не сме оставени на милост и немилост. Никој не презима ништо. Не знам, овие луѓе, не знам, самиот се чудам зашто така ќутат. Земјоделецот си е земјоделец, не може никој неговата труд да го газа. Значи, на 45 степени, еве доаѓам од нивата, на 45 степени вадам фафаронки и се чудам како ќе биде и што ќе биде цената. Се плашам, значи, ајде досега овие веќе промина реколти, да се плашам како ќе поминува и со куртовата капија. Ќе се зберат овие откупувачи таму поврзани, што ти знам со кого, и изгледа и овие реколти ќе ги чинат на поевтина цена. А овие се индустријски производи кои треба да одат за фабриката. Ама овие се луѓе што ја кројат судбината на земјоделецот. Ние бараме поддршка од Министерството за земјоделие, да дојдат да се прошетат низ тие магазин, да чујат маката на земјоделците. Не знам, воопшто не можеме да ги подмириме давачките, а камоли за животи, за струи и така натаму. Токму земјоделците веќе одреден период го повикуваат ресорниот министер за земјоделство да го посети струмичкиот регион и директно од терен да ги увиди проблемите на градинарите во однос на пласманот и ниската откупна цена на дел од градинарските култури. Имавме многу средби со министерот за земјоделие и го повикахме и последниот пат да дојде тука у Струмица, баш да види на Квантешки како се однесуваат луѓето, како овде производството, но на ова барање министерот не дојде во Струмица. Годинава една од најтешките за струмичките градинари. Се жала дека ниту една градинарска култура не постигна задоволителна откупна цена. Поради лошите временски услови се соочија и со дополнителни трошоци за заштита и наводнување на производството.